Собранието е представнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт во Република Северна Македонија, односно единствен орган на државната власт кој има надлежност да донесува закони. Потребното мнозинство за донесување на законите е утврдено со Уставот. Согласно Уставот, собранието може да одлучува ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број пратеници. Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници, а најмалку со 1/3 од вкупниот број пратеници, просто или релативно мнозинство, освен ако со Уставот не е предвидено посебно мнозинство, апсолутно или квалификувано. При одлучувањето за закони кои директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, личните документи, употребата на символите, мора да има и мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија, двојно или така наречено Бадентерово мнозинство. Право да предлага донесување на закон има секој пратеник, владата на Република Северна Македонија и најмалку 10.000 избирачи, кои се нарекуваат овластени предлагачи. Собранието е во постојано заседание и работи на седници. Седниците на собранието ги свикува председателот на собранието. Седниците се јавни, но собранието може да одлучи да работи и без присуство на јавноста, зашто е потребно 2/3 мнозинство од вкупниот број на пратеници. Седниците најчесто се одржуваат во времето од 11 часот предпладне до 18 часот со пауза од 1 час, ако председателот на собранието во некои случаи не одлучи поинаку. Председателот на собранието може да свика седница и по барање на председателот на државата, по барање на владата и на најмалку 20 пратеници. Кој предлага закони? Иницијатива за донесување закон до овластените предлагачи може да даде секој граѓанин, група граѓани, институции и здруженија. Согласно деловникот, предлог законот, овластените предлагачи го доставуваат до председателот на собранието, кој потоа го доставува до пратениците во писмена или електронска форма, со што започнува законодавната постапка. Прво читање. Во рамките на првото читање, работните тела, односно комисиите и собранието, одлучуваат дали предлог законот е прифатлив и дали може да се даде на натамошно читање. Собранието, матичното работно тело и законодавно-правната комисија во првото читање одржуваат општ претрес по предлогот на законот. Пред предлогот на закон да се претресе на седницата на собранието, го разгледува матичното работно тело и законодавно-правната комисија во рок од 3 работни дена пред денот определен за одржување на седницата на собранието. Ако предлогот на закон содржи одредби со кои се ангажираат финансиски средства, предлогот може да го разгледа работното тело во чиј делокруг спаѓаат прашањата на буџетот и финансиите во поглед на влијанието на овие одредби, врз средствата со кои се располага и на можните извори за финансирање на предложените решенија. Матичното работно тело го разгледува предлогот на законот од гледна точка на потребата од донесување на законот, начелата врз кои треба да се засновува законот, основните односи што се уредуваат со законот и начинот на кој се предлага нивното уредување. Законодавно-правната комисија го разгледува предлогот на законот од гледна точка на потребата од донесување на законот и неговата усогласеност со Уставот. Во членот 149 од деловникот стои дека извештаите на матичното работно тело и на законодавно-правната комисија содржат мислење за тоа дали предлогот на законот е прифатлив и дали треба да се даде на натамошно читање. Извештаите по предлогот на законот се доставуваат до председателот на собранието, кој пак ги доставува до сите пратеници, до предлагачот на законот и до владата ако таа не е предлагач.
Седница на собранието за прво читање на предлог на закон се одржува во рок од 10 работни дена од денот на донесувањето на решението за свикување на седницата, но не подолго од 20 работни дена од денот на доставувањето на предлогот на законот до пратениците. По општата расправа, собранието одлучува дали предлогот на закон може да се даде и на второ читање. Ако собранието одлучи дека предлогот на законот е прифатлив и може да се даде на натамошно читање, се продолжува со законодавната постапка. Ако собранието одлучи дека предлогот на законот не е прифатлив и не може да се даде на натамошно читање, законодавната постапка се прекинува. Истиот предлог на закон не може повторно да се поднесе во рок од 3 месеци. За предлогот на закон кој е од поширок интерес, собранието по општата расправа може да одлучи по тој закон да се спроведе јавна дискусија и да се определи матично работно тело што ќе организира јавната дискусија. Работното тело кое ја организира јавната дискусија се грижи предлогот на законот да се објави за да им биде достапен на граѓаните, јавните установи, институциите, здруженијата на граѓаните, политичките партии, синдикатите и други заинтересирани субјекти. Сите заинтересирани субјекти се известуваат за јавната дискусија преку собранискиот канал и преку дневниот печат што ќе го определи надлежното работно тело. Предлогот на законот што се става на јавна дискусија се објавува на веб страницата на собранието, на посебен банер за јавна дискусија. Со предлогот на закон се објавува и повик за доставување мислења и предлози и се определува рокот во кој тие можат да се доставуваат. Врз основа на мислењата и предлозите изнесени во јавната дискусија. Второ читање. Матичното работно тело, согласно со членот 135 од Собранискиот деловник, подготвува извештај и го доставува до председателот на собранието заедно со предлогот на закон за второ читање. Председателот на собранието извештајот од одржаната јавна дискусија на работното тело го доставува до сите пратеници и до предлагачот. Во постапката за второ читање се врши повторно разгледување на предлогот на закон во работните тела и на седница на собранието. Во оваа фаза од постапката може да се поднесуваат амандмани. Амандман представува предлог на изменување или дополнување на предлог законот. Амандман може да поднесе секој пратеник во собранието, пратеничка група и работно тело. Амандманот се поднесува до председателот на собранието во писмена форма и мора да биде образложен и потпишан од предлагачот. Ако амандманот содржи одредби со кои се ангажираат финансиски средства, предлагачот на амандманот е должен истовремено да укаже и на можните извори за обезбедување на тие средства. Во членот 158 од деловникот стои дека амандман може да се поднесе најдоцна 2 работни дена пред одржување на седницата на матичното работно тело или на законодавно-правната комисија. Ако предлогот на законот се предлага да биде донесен во скратена постапка, амандман може да се поднесе до почетокот на седницата за второто читање на предлогот на законот. Кога законот се носи по итна постапка, амандман може да се поднесе до завршување на претресот. По исклучок, амандман може да се поднесе до крајот на претресот по предлогот на законот, ако со него се врши усогласување на одредбите во текстот што се измениле поради претходно усвојување на еден или повеќе амандмани. Председателот на собранието амандманите веднаш ги доставува до пратениците, матичното работно тело и законодавно-правната комисија. Согласно измените во деловникот, во членот 160 стои дека за секој амандман се води претрес и се гласа одделно. Ако на истата одредба од предлогот на закон се поднесени 2 или повеќе различни амандмани, за амандманите се гласа според редот по кој се поднесени. Ако со некој од амандманите се предлага бришење на одделна одредба од предлогот на законот, прво се гласа за тој амандман и ако амандманот се усвои, не се гласа за другите амандмани на тој член.
Во случај кога со предлог на закон се менува или дополнува закон, може да се поднесат амандмани само на членовите кои со предлогот на закон се менуваат или дополнуваат. По исклучок, амандман може да се поднесе за внесување на преодни и завршни одредби на предлогот на закон. Матичното работно тело и законодавно-правната комисија по завршувањето на претресот најдоцна во рок од 5 работни дена подготвуваат текст на предлогот на законот во кој се вградуваат усвоените амандмани. Во образложението се наведуваат разликите на решенијата од текстот на предлогот на законот и дополнетиот предлог како и причините за тие измени. Ако во дополнетиот предлог постојат одредби со повратно дејство, тие посебно се образложуваат. На второто читање на седницата на Собранието се води претрес само по оние членови од предлог на закон што се изменети со амандмани на работните тела и само на тие членови може да се поднесат амандмани. Амандмани може да поднесе пратеничка група, секој пратеник и предлагачот, најдоцна во рок од 3 работни дена пред денот определен за одржување на седницата на Собранието. Ако предлогот на законот се предлага да биде донесен во скратена постапка, амандман може да се поднесе до почетокот на седницата за второто читање на предлогот на законот. По исклучок, амандман може да се поднесе до крајот на претресот по предлогот на законот, ако со него се врши усогласување на одредбите во текстот што се измениле поради претходно усвојување на еден или повеќе амандмани. Само подносителот на амандманот може да даде образложение и да говори по амандманот во време траење од вкупно 3 минути. Доколку подносители на амандман се двајца или повеќе пратеници, само еден од подносителите може да даде образложение и да говори по амандманот во време траење од вкупно 3 минути. Амандманот се усвојува со мнозинство гласови од присутните пратеници, а најмалку со 1/3 од вкупниот број пратеници, без оглед на мнозинството гласови потребно за донесување на законот утврдено со Уставот. Амандманот на подносителот на предлогот на закон и на амандманот со кој тој се согласил се смета за составен дел на предлогот на законот. Ако се усвоени амандмани на повеќе од 1/3 од членовите на дополнетиот предлог на закон, по завршеното второ читање се подготвува и правно-технички се уредува текстот на законот за трето читање. Ако предлогот на закон е поднесен од владата, Собранието може во случајот од ставот 1 на овој член да одлучи владата да го изготви текстот на предлогот на закон за третото читање. Ако на второто читање на седница на Собранието се усвоени амандмани на помалку од 1/3 од членовите на изменетиот предлог на закон, Собранието може да одлучи третото читање на предлогот на закон да се одржи на истата седница. Председавачот одлучува дали третото читање ќе се одржи веднаш по усвојувањето на одлуката на овој член. Ако Собранието во текот на второто читање не усвои ниту еден амандман на дополнетиот предлог на закон, се преминува на гласање по предлогот на законот на истата седмица. Трето читање. Третото читање на предлогот на закон по правило се одржува на првата наредна седница по второто читање на седницата на Собранието. Во оваа фаза работните тела не расправаат, согласно членот 169 од Деловникот на Собранието. Во текот на третото читање Собранието расправа и одлучува само по членовите на дополнетиот предлог на закон, за кои се поднесени амандмани и одлучува за предлогот на закон во целина. Во текот на третото читање на предлогот на закон, амандмани може да се поднесат само на членовите на кои биле усвоени амандмани во текот на второто читање на седницата на Собранието. Амандман може да поднесат предлагачот и пратеник, најдоцна во рок од 2 работни дена пред денот определен за одржување на седница. Со седниците на Собранието председава председателот на Собранието. Собранието на седница работи според утврден дневен ред. На седницата никој не може да зборува пред да побара и да добие збор од председателот на Собранието. Пратеникот што ќе добие збор може да се обрати од собраниската говорница или да говори од своето место.
Итна постапка. По исклучок, закон може да се донесе и по итна постапка, но само во следните случаи. Ако е тоа неопходно заради спречување и отстранување на поголеми нарушувања во стопанството, кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на земјата, или во случај на поголеми природни непогоди, епидемии и други вонредни и неодложни потреби. Предлагачот е должен да го образложи предлогот за донесување на закон по итна постапка и да го приложи предлогот на закон, чие донесување се предлага. За оправданоста на предлогот, собранието одлучува без претрес. Ако одлуката е позитивна, собранието ги задолжува матичното работно тело и законодавно-правната комисија да расправаат по предлогот на законот. Кога предлог законот се разгледува по итна постапка, не се одржува општ претрес. Второто и третото читање се одржуваат на иста седница. Во тој случај второто читање започнува со претрес по предлог законот во согласност со одредбите на деловникот за второто читање. Собранието по предлогот на председателот на собранието, координаторот на пратеничка група или еден пратеник чие барање го поддржуваат најмалку 10 пратеници, може да побара од матичното работно тело и законодавно-правната комисија да се изјаснат по амандманите поднесени по завршувањето на нивните седници. Скратена постапка. Скратена постапка за донесување закон може да се примени на барање на предлагачот во следните случаи. Ако не е во прашање сложен и обемен закон, ако престанала важноста на некој закон или одредби од некој закон, и ако не се работи за сложени и обемни усогласувања со правото на Европската Унија. Во членот 176 стои дека ако собранието одлучи да расправа предлогот на закон да се донесе по скратена постапка, председателот на собранието веднаш го задолжува матичното работно тело, како и законодавно-правната комисија да расправаат по предлогот на закон. Седницата на матичното работно тело и на законодавно-правната комисија се свикува и започнува веднаш, но не подоцна од 24 часа од задолжувањето од ставот 1 на овој член, ниту порано од 6 часа од задолжувањето од ставот 1 на овој член, а ќе заврши во рок од 3 дена од започнувањето. Кога предлогот на закон се разгледува по скратена постапка, собранието одржува општ претрес. Второто и третото читање се одржуваат на иста седница. Во тој случај второто читање започнува со претрес по предлогот на законот во согласност со одредбите од овој деловник за второ читање. Амандмани може да се поднесат на седницата до почетокот на третото читање на предлогот на закон. Право на суспензивно вето. Председателот на Републиката може да одлучи да не го потпише указот за прогласување на законот. Во тој случај собранието повторно го разгледува законот и доколку го усвои со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, председателот на државата е должен да го потпише указот. Председателот е должен да го потпише указот и доколку законот се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.